Почитувани граѓани, почитувани новинари. Форумот на жени на Социјалдемократскиот сојуз на Македонија преку низа активности ја обележува неделата на женските права и родовата еднаквост. Како партија предводник на промените, Социјалдемократскиот сојуз во изминатите 2 години спроведе бројни мерки за заштита и напредување на правата на жените. Донесен е Законот за спречување на дискриминацијата, кој е согласен со европските стандарди и каде за прв пат како основа за дискриминација е вклучен и родовиот идентитет. Ја ратификувавме Истанбулската конвенција, а донесен е и Националниот акциски план за нејзина имплементација. Го укинавме рестриктивниот закон за прекин на бременоста. Парламентарното мнозинство донесе нов закон кој возможува жената сама да одлучува за своето репродуктивно здравје. Со него го вративме правото на самостојна одлука и безбеден абортус. Ни собствен пример, Социјалдемократскиот сојуз на Македонија дава поттик за поголема застапеност на жената во политиката и процесите на одлучување. Иако нема ниту законска, ниту статутарна обврска, Социјалдемократскиот сојуз е прва политичка партија во која извршниот одбор на партијата има повеќе жени од мажи. Во составот на извршниот одбор од 16 членови, 9 се членки жени. Нашата заложба е зголемување на квотите, на застапеноста на жените во политиката на 50% и се спремаме тоа да го оствариме до крајот на мандатот. Активно работиме на обезбедување на услови на подигнување на животниот стандард и финансиската независност на жените. Ја зголемивме минималната плата во кожарската, текстилната и чевларската индустрија, каде во голем дел работат жени кои со години беа дискриминирани и земаа плата под законскиот минимум. Значително се зголемија платите на воспитувачките и негователките во градинките. Тие денеска земаат плата повисока во просек за 3000 денари, а веќе од септемвриската плата добиваат дополнително покачување од 5%. Од оваа година, за прв пат, жените кои се занимаваат со земјоделство и преработка на земјоделски производи ќе можат да добијат неповратен грант од 3000 евра. И ова се само дел од мерките што ги спроведуваме во изминатиот период, а кои имаат за цел подобрување на животот на жената и зголемување на родовата еднаквост. Пред нас се бројни предизвици, но продолжуваме со креирање и реализација на мерки и политики за заштита и напредување на правата на жените. Како одговорна партија, посветени сме на градење на фер и праведно општество што обезбедува еднакви шанси за сите. За нас секој е важен, продолжуваме со вистинска грижа за граѓаните. Благодарам.